Минимално намалување на цената на струјата, но процентот ќе се знае по седницата на регулаторната комисија за енергетика закажана за утре. Ова денеска го најави новиот прв човек на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. Ивана побарала 9% зголемување на цената на електричната енергија за крајните потрошувачи, а Елен побарале намалување од 1,5%, додека Мепсо не навеле процент. Конечната одлука ќе падне утре на отворена седница од страна на новиот состав на комисијата. Регулаторна најави преоценување на мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија со цел да се намалат трошоците на потрошувачите за приклучување. Велат има можност да се намали цената за приклучок која сега изнесува 500 евра, но во општините кои имаат детални урбанистички планови. Во втората половина од јули регулаторите треба да достават критериуми до владата за тендерот за избор на универзален и краен снабдувач на граѓаните, кој треба да се објави до септември. Според новиот закон за енергетика од март наредната година, домаќинствата сами ќе одлучуваат дали со електрична енергија ќе се снабдуваат од универзалниот снабдувач по регулирана цена или од слободниот пазар. Бислимовски најави дека еден од условите која фирма ќе победи на овој тендер ќе биде и најниската понудена маржа што ќе ја побара од регулаторна. Од комисијата рекоа и дека до мај 2019 година, кога истекува договорот со Хеленик Петролеум, нема да се менува методологијата за пресметка на нафтените деривати. Новиот состав на регулаторна најави дека ќе се сретне со Сдруженијето Нопасаран и со Балкан Енерджи Груп за изнаоѓање на решение за проблемот со исклучените од парно грејење кои плаќаат сметки. А Бислимовски најави дека се разгледува опцијата во постоечките објекти, каде има хоризонтален систем за парно грејење, да се воведат калориметри. Дополнително ќе се одлучува на чиј трошок ќе падне нивното поставување, дали на компаниите или на граѓаните.